Здраво друштво, здраво девици. Ова е видео за вас и за пораките што треба да ги чуете, а се однесуваат на втората половина од месец март или за месец март, не знаем отприлика какви се енергиите и пораките, насоките, меѓутоа во случајов ќе се фокусираме конкретно на последните денови на месец. Да видиме што има тука што не сме го чуле, а треба да го чуеме. Па да започнеме од каде, од почеток, нели? Значи, вие овој период некако е период на јасност, на чистина, бистри мислите, чиста ситуацијата која ве обкружува. Нема нешто што е тука нејасно, матно или не го разбирате. Значи, во тој поглед се ќе биде јасно. И се што дојде кон вас, вам ќе ви биде јасно, вие многу добро ќе го разбирате. Дел од вас, еден голем дел од вас, извојувале некаква победа, некаков успех, може би во љубовта, значи за некого ќе биде љубовта, за некого ќе биде професионален успех, за некого приватен. Меѓутоа, ако е во љубовта, вие конечно ќе си дадете оддишка во поглед на некои несогласувања што ги имавте во љубовта со партнерот. И овој месец, овој период, вие благодарение на вашата ментална способност, умствена, интелектуална, вие ќе донесете некакви одлуки кои навистина ќе го ослободат од таа состојба на потешкоти, значи вие мудро ќе испланирате и ќе реагирате и тоа ќе ве ослободи од проблемите и потешкотите. Други од вас, нели, во љубовта, која е благодарение на вашите зборови, мудри зборови, ќе исто така ќе се ослободите од некакви непријатности. Значи, подпрете се на себе месецот, така е многу добро во љубовта. Исто така, еден добар дел од вас работат на нешто. Значи, сите вие нешто правите. Еден дел од вас го правите тоа практично, користејќи ги сите ваши способности, ментални, физички. Друг дел од вас го прават тоа на поинаков начин. Го прават тоа преку привлекување. Сакате преку мислите и преку вашата некоја способност на умот да привлечете нешто. Да привлечете нешто сакате да привлечете, дали е тоа некоја работа, дали е тоа некој човек, дали е ситуација или состојба. Нешто сакате на тој начин да привлечете и сега едните и другите, и овие практично што работите на нешто, вие тоа не го споделувате многу, односно го споделувате можеби со мал круг на луѓе. И упорно, цврсто си работите на ова. Понекогаш ве опфаќа чувство дека е лудост ова што го правите. Зошто се впуштате во вакво нешто кога нема да успее? Понекогаш ве опфаќаат и такви некои, да не речам црни, меѓутоа негативни мисли дека зошто го губите времето на глупости, кога успехот па дури и да дојде не е нешто што ќе промени кој знае колку дома. Или во вашиот живот, или во домот. Меѓутоа, пораките овде, што сакам јас вас да ви ги кажам, и многу се јасни, е дека немојте да го правите тоа што го правите сами. Значи, во тоа што го правите, што сте влегле, многу е важно сега, овој период, да го споделите со тие што ви значат и тие што знаете дека ви мислат добро. Нели, најблиските, најважните луѓе во вашиот живот. Споделете го затоа што од нивна страна вие ќе добиете некаква идеја, некаква многу голема идеја, помош и подкрепа во исто време. Некакви конструктивни чекори кои ќе ве насочат и ќе ви дадат правец како да се изведе ова. Значи, немојте никако да
не влегувате во тие негативни мисли, туку консултирајте се и споделете ова со најблиските. Затоа што ќе добиете неочекувано, ќе добиете прекрасна идеја како ова да се изведе. Значи, друг дел од вас пак можеби ќе презентираат на некого нешто, ако е на работа, некаква презентација, на нешто на што се работеле, ќе го споделите со предпоставените, со работниците и ќе добиете навистина големи пофалби околу тоа. Друг дел работите со вашите деца, се обидувате да им помогнете во училиштето, се обидувате да ги направите малку посамостојни. Друг дел од вас работите на некој проект кој е поврзан со луѓе од далеку. Меѓутоа очекувате и од нив нешто. Сега тука вие очекувате, чекате некога да дојде или вие треба некаде да појдете, меѓутоа далеку е тоа што го чекате. И мислите дека ова предолго трае, нема никош да заврши. Некако сте истоштени од ова чекање. Чекате поддршка, можеби чекате одобрение на проект. Нешто чекате да дојде и не се случува, малку сте ќе западнате со духот, меѓутоа не грижете се. Ова е само еден краток период и се после одново се враќа во нормала. Значи, никој од далеку, на кој многу се надевате. Од него можеби ќе стигнат вести дека во моментов е немојкен да ви помогне и да ви излезе во пресрет. Дека во моментов, значи, не зборуваме за подоцна, може ќе стигнат вести од него. Тој некој за вас е премногу значаен, за вас е голема потпора, за вас е клучна фигура во вашиот живот. Периодно ќе стигаат вести дека можеби не може. Едноставно не може. Надворешни фактори играат улога, поинакви не може нешто да направи што вие очекувате од него. Значи, другите се грижат. Во секој случај, другите се грижат, премногу се грижат за вас. Прават се што можат, не очекувајте премногу, не бидете нетрпеливи, затоа што работите сепак ќе се дојдат. Само овој период е малку период на одлажување. Некој друг исто така се потпира на неговата интуиција. И се обидувате да избалансира некои работи, заеднички ваши работи, и се обидува да избалансира нешто. Меѓутоа, премногу се занел во сето ова, премногу се занел, можеби преголеми цели поставил за себе си и за вас, или премногу очекување има од вас и од ситуацијава, па почнал премногу и да се грижи. Значи, големи грижи има некој во врска со нешто што е ваше заедничко и значајно. Тоа нема врска можеби со реалност, затоа што тој можеби тој те грижи му надошле благодарение на тоа што премногу посакал, премногу фантазирал и така натаму. Тоа е тоа околу тоа. Друго, значи, она што го работите, проектите што ги работите во меѓувреме, што ќе бидат представени на една помала група луѓе, верувајте дека ќе ви донесат огромни успеси. Исто така, еден друг дел работите на вашиот изглед, ќе работите и очекувајте страшни пофалби за изгледот. Значи, веќе бидете доста привлечни, доста убави периоди. Ќе се исплати трудот што го вложивте. Така, драги девици, отприлика тоа е тоа што треба да го знаете. Сега само за крај, нели знаете што правиме, се замислувате вие желба, јас одговарам, односно картите одговараат се да или не, или ако е тоа на многу кратка порака да ја споменаме и да видиме, или прашање, тоа што ги имате, да видиме што е одговорот за вас. Ова се две карти, значи, одговорот на вашата желба или прашање е
ова се две различни енергии, едната е огнена. Значи, тие што очекувате нешто тие што очекувате дека нешто да дојде, некаква идеја доаѓа 100%, доаѓа прекрасна идеја и насока. Тие што И вака, значи, за да дојде тоа што го сакате и што го барате, вие страшно треба да се фокусирате на мислите и да почнете да мислите на најдобро што можете, најпозитивни мисли да имате околу ова и тоа несомнено доаѓа. Значи, зависи се од вашите мисли и енергии, какви проектирате, такви ќе добиете. Драги мои девици, тоа би било тоа за во ова кратко видео. И до следното наше видео ви оставам во добро здравје, се надевам, со прекрасни мисли. Чао, чао!